Предниот агол е сместена комбинирана керамичка плотна за готвење на струја и газ со аспиратор. Помеѓу рерната и микробрановата печка од едната страна и машината за садови, која е целосно прикриена од другата страна. Садоперот со дополнителни елементи поставени на ѕид, како логички продолжеток го заземаат централниот дел како функционално најдобро решение. Другиот агол е извонредно декоративно обликуван и представува единствено естетско решение со функционално надополнување. Горната зона во фронталниот дел, изработен од пескарено стакло со алуминиумски рамки, ја надополнуваат целокупната слика на кујната, но придонесуваат и за нејзино лесно одржување. Ефектниот начин на коленесто отворање на вратичките и полици направени од стакло. Овие елементи ги прават навистина практични и ергономични. Фронтално пред кујната е поставен пулт, кој служи не само за сервирање на храна и надополнување на просторот за сместување во задниот дел, туку е осмислен за лесни и брзи дневни оброци, утринско кафе и слично. Целосно овој елемент со својата функција не само што естетски ја надополнува кујната, туку ја представува како вистинско семено огниште и централно место за собирање во домот како нејзина основна исконска функција. Со сета гламурозна едноставност, фасцинантна функционалност и рационалност, оваа зимска идила го глорифицира Бујото како врвен и ненадмирлив ексклузивен бренд. За луѓе со стил, Бујото. И во самите имате изјавено дека немате баш некој здрав режим на исхрана, некогаш појадокот ви е во 18 часот навечер. Апсолутно. И што содржи тогаш ова 3 во 1 појадок, ручек, вечера? Што е можно повеќе калории, бидејќи прилично се трошам во текот на денот, барем интелектуално, физички не можам да кажам дека имам некој бог знае какви напори, но навистина се чувствувам и исцрпено, и изгладнето, така што ми требаат обилни оброци, знам дека не е здраво, се трудам некако да ги намалам, но тоа е тоа, за жал. Знаете, велите самите да подготвите нешто, но поубаво вие другите кои подготвуваат. Па главно знам да отварам сардини. Ма квалитетно и брзо. Да подгревам јадење кое што е веќе подготвено, се шегувам, знам и да подготвам по нешто кога е неопходно, но најчесто, значи, тоа што веќе е приготвено, го конзумирам или евентуално преку храна која што ја набавуваме од надвор. Што најмногу сакате да јадете? Па не знам, повеќе сум по домашната кујна, искрено речено, готвени јадења од не знам, од домашни јадења, од сарми до сега, како што е зимски период, до манџи, чорби и така ната. И се сакале повеќе животни што одат, отколку што летат и што пливаат? Да, тоа е исто така еден од фактите, бидејќи сакам да конзумирам месо, поготово од животни кои што трчаат, отколку животни кои што пливаат, односно љубител сум и на риба, но преферирам повеќе свинско или јагнешко. Вие и заедно со сопругата доста имате шетано по светот, по доста екзотични земји, па сакам да ви искористам да ни кажете некој екзотичен рецепт, да речеме. Не мора во детали да одиме каков е, но нешто што верувам дека поголемите од популацијава не ни помислила дека може да се јаде. Не знам, во принцип, кога сме патувале, сме конзумирале и од тамошната кујна, многу нивни традиционални јадења. Сепак, повеќе сум човек кој што ужива во вкусовите на тоа што го конзумира, отколку што се интересира како истото е приготвено за евентуално повторно сам да го приготвувам. Во моментов единствено што ми текнува, значи многу традиционални јадења сме конзумирале, но еве ми текнува на колбас од камила, да кажеме дека сум јадел и ред други, почнувајќи од морски специјалитети па се до некои традиционални јадења кои што се јадат, да кажеме, во Африка или традиционални јадења кои што се јадат во Сахара, во местата кои што се наоѓаат во Сахара.
Чија кујна вака од сите земји што сте посетиле најмногу ви одговара на вашиот вкус? Искрено најмногу ми одговара медитеранската кујна, односно италијанската кујна, но сакам и други кујни. Значи немам проблем нешто во однос на тоа да сум пребирлив или да имам аверзија кон одреден вид на храна. Кога сме кај кујната, местото кое што е најмногу виновно за сите вишок на килограми што ги имаме, за среќа на нашиот пазар постојат Инхуа Слим капсулите кои што се 100% природни и кои што можете да ги набавите во секоја аптека кај нас. Ова е сега делот од емисијата кога одвојуваме по една музичка номера по желба на нашиот гостин. Колку што разбрав, имате така баја ги, ако смеам да кажам, авангарден вкус за музика. Така? Том Вејц. Доколку вие така велите. Па малку не очекував искрено. Од каде е тоа? Па не знам, тој тип на музика ми се допаѓа уште од времето, значи, кога студирав како средношколец, започнав да слушам таков тип на музика и се уште тој тип на авторска музика ме привлекува. Значи, не ја категоризирам музиката по жанрови, ниту пак ја делам, да кажеме, по автори, нешто посебно битно е да има порака музиката. Значи, тука спаѓаат Ник Кейв, Том Вејц, а од поранешните простори Џони Штулич, како што разбрав, така? Да. Еден од омилените, мислам, има и други и кантавтори и групи кои што ми се допаѓале, но еден од омилените е Џони Штулич и Азра. Ајде видите што одвоивме, па се надам дека ве погодивме. За бескрајно уживање во домот. Бујото. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me if I do not know, for my name was Eliza Day. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow.
She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Постојаните температурни разлики што сите ние ги чувствуваме во последно време, постојаните временски промени од топло на ладно и врнежливо не прават сите исцрпени и уморни. Доколку сакате да направите нешто за себе, бидејќи временските промени не можеме да ги смениме, предлагам да си приуштите една добра масажа. Масажата е многу повеќе од стварање пријатно чувство на кожата. Ублажувањето на болката и опуштањето на напнатите мускули со помош на масажа е еден од најстарите и најприродни начини на лечење со допир. Делува добро и го опушта целото тело, при што телото побрзо се регенерира, а отпадните материи побрзо се исфрлаат од него. Масажата во главно е насочена на меките ткива, а главна цел е опуштањето. Може да делува стимулативно, веројатно затоа што со опуштање на мускулите и отстранувањето на напнатоста се ослободува енергија. Тоа е низа на систематски и механички покрети со цел да се заштити здравјето. Делува на срцевиот, лимфниот, мускулниот и крвниот систем. Значи, добрата масажа, освен тоа што годи на телото и душата, ги отстранува воспалувањата и хроничните болки, го јакне имунитетот, спречува и ублажува депресија и болка, го олеснува заспивањето и симптомите на предменструален синдром. Многу студии покажале дека тоа се всушност и најголемите ефекти. Благодарејќи на бројните техники на масажа, денес готово секој може да пронајде нешто за себе и свој вкус. Поради тоа, вратете ја насмевката на лицето и почестете го вашето тело со едно корисно задоволство. Ваша најголема страст, колку што разбрав, се патувањата. Заедничка страст со сопругата, предпоставувам? Да, уживаме во патувањата, значи барем еднаш годишно, колку што барем еднаш годишно, бидејќи и немаме премногу слободно време и единствен начин малку да се релаксираме од стресот и да се исклучиме од реалноста тука во Македонија е токму да отпатуваме некаде далеко или некаде каде што барем потешко функционираат мобилните телефони. Одбирате строго некои екзотични места. Каде се досега сте биле? Па се трудиме да одбереме екзотични места, значи сме биле на многу места. Меѓу поинтересните каде што сме биле изминативе некои 7-8 години се Куба сме ја посетиле, минатата година бевме на годишен одмор во Кенија. Претходно сме се одморале, значи во Тунис, во Египет, сме биле во Барселона, сме посетиле многу места. Од сите нив, се знам дека е најтешко тоа, кое посебно би го издвоиле? Кое никогаш нема да го заборавите во својот живот? Секој место по мене има сопствена приказна, има сопствена убавина, значи секој одмор си е засебен и мене ми е најискрено многу тешко да одвојам некој, бидејќи се има одредена убавина. Не можем да го заборавам да речеме Тунис и посетите на Сахара, бидејќи бевме на 3-дневна тура низ Сахара и Сахара е посебна приказна, значи тој мир, тишина која што владее таму и пустината како пустина е нешто што сме го гледале само на телевизија и што тешко е да се долови со
зборови. Предпоставам не бевте во јули или во август во Сахара. Токму во јули и во август бевме за жал, но сепак заради влажноста се поднесуваат жештините таму. Колку беше температурата? Па во пустина на сонце беше преку 45 степени. Сам исто и за жал и во летен